Повелете. Стасавме и до третата сезона, на крајот на Диетално максимално, каде што е време да ги провериме резултатите. Да видиме кој бил најдисциплиниран, кој покажал најдобри резултати, кој го почитувал режимот на Клаудија, кој редовно бил во тератана во Синерџи, кој бил редовен кога станува збор за масажите, затоа што целиот овој проект имаше еден мултидисциплинарен пристап, каде што се очекува максимални резултати. Како предизвикот беше припатен, не беше лесно. Не беше лесно да се одвојува време и кога е топло да се оди секој ден во тератана да се вишпа. Не беше лесно да се готви секој ден, да се приготвува она што Клаудија ќе го каже. И имаше моменти кога беше тешко, имаше моменти кога доаѓаше до откажување, моменти кога се пребродуваа многу работи и на крајот моменти кога ќе се види резултатот. Така што стасавме до финалето. Пред да дискутираме за резултатите, сакам само бидејќи вие заедно со доктор Катица бевте мојот стручен тим кој што се вклучи во оваа сезона. Сакам да слушнам реално ваше размислување за проектов, за оваа трета сезона, за тоа колку беа дисциплинирани, тоа колку се придржува, до тоа колку имаше некои проблеми во текот на изминативе 3 месеци, затоа што сепак кога некој е навикнат на одреден режим на исхрана, кога некој е навикнат на поинаков начин на живот, кога му се менува се, му се менува свеста, му се менуваат навиките, се менува животот, тогаш апсолутно е тешко да се издржи. Токму така. Од кого да почнеме? Ајде, ќе дадеме предност на дамата која што веќе 3 сезони е заедно со нас и која, да бидам искрена, ми е таа која што најмногу е со кандидатите. Ми е таа која што секојдневно ги сретнува во тератана. Ми е таа која покрај тоа што физички ги подготвува, е тука и психолошки да ги слуша. Која покрај вежбите дознава и некои работи кои што приватно им се случува во животот. Така што најголемиот дел од нашите кандидатки, со кои што во изминативе 3 месеци никако се приврзува, или изминативе 90 дена, е токму Еми, ти си ни онака најрелевантен фактор. Да, најрелевантен фактор, да, како и првата, втората, така и третата, да, дека стануваш некако близок со тие луѓе, како со моите клиенти, така и со овие 6 лавици, оваа година и оваа сезона. Беше тешко, верувате ми, со 6 дами да работиш во еден исти термин, да слушаш секакви разговори. Јас како викам, ние тренерите најпрво сме психијатри, психолози, па на крај сме тренери. Верувате дека доколку ја сакаш работата, се е лесно. Апсолутно. Да. Која е во PMS, која е во која добила SMS, која има проблем на работа и така натаму, која си изнервирала нешто дома, која не сакала ананас да јаде, па на крај со Клаудија нели моравме ајде да најдеме компромиси. Јас сум презадоволна од сите. Сите добија прекрасни резултати. Сите беа доследни на она што Клаудија им го кажуваше. За вежбите, да, не можам да кажам, дури од оние кои што најмалку очекував, се покажаа дека можат. Се покажаа во вистинско светло. Да, дека не застануваме тука, не застануваме. 90 дена, како викам, се затвараат камерите, се исклучуваат, ние продолжуваме понатамо. Јас како и за претходните кандидати, така и за овие 6, секогаш им стојам на располагање. Оваа година со овие 6 дами сватив дека со жени е дефинитивно да се работи тешко. Затоа што кога ќе се соберат 6 жени, која побрза да ја слушнеш што сака да каже и се, но јас како викаат претходно, дека сум строга, дека сакам дисциплина на тренинзите, сакам дисциплина и тоа го добив. Така. Понекогаш знаеа да се опуштат, но како викаат, дека мајка не викне дома, децава сите се на сите страни. Па не знам ни со која да почнам најпрво, нема да издвојам нема да издвојам ниједна, но ќе кажам дека секоја од нив дала се од себе. Буквално кажано дека и од таа која што најмалку очекував и од онаа која што најмногу очекував, дека сепак беа дисциплинирани. Фокус, дисциплина, редовност, најбитното нешто и мислам дека секоја од нив си доби некоја нова верзија, но на како треба да изгледа или како биле претходно, за да се вратат
И да само бидат доверба, среќни. апсолутно. Токму така. Еми, потоа детално ќе ги провериме сите нели какви резултати имаат остварено. Клаудија, Кажи. колку беа дисциплинирани? Колку четвртокот Detox Day се почитуваше? Ананас. А? Ананас. Повака, јас ќе бидам скромна као увек. И да, апсолутно, знам дека знаеше ти си таков тип на човек по природа кога ништо не му одговара веднаш што да го каже. И баш сакам да чујам колку во изминативе 90 дена се почитуваше она што ќе пише Клаудија дека така треба да биде. Овака, дефинитивно се знае дека со балканци е тешко да се работи. Тоа се знае. Кажи нешто што не знаеме, Тоа добро. се знае, нели? Што викаше Еми се жени. Се жени и сите ще земе една група и сите заедно, тоа е уште потешко, нели? Ама ако си ти професионалец и ако ти знаеш како да работиш својата работа, ако си конзеквент со тоа што правиш, нема лево десно. Ти знаеш тачно што сакаш да направиш од нив, затоа што јас кој ги гледам нив, јас знам тачно како сега изгледат и како може да изгледат ако се придржаваат што и како. И јас имам една црта у глава како сакам да дојдам до крај и што сакам да направам од нив. Исто како сигурно Еми која ги гледа како се градени, знае тачно што како може да работи со нив у фитнес. Јас наравно дека имаш понекогаш секој ден, понекогаш секоја 2 седмици, понекогаш што ти ова не може, ова не го најдов, може ли го сменам ова со ова, може ли да се ова да се направи со ова, ама зашто сега ова и зашто не она, и зашто таа другата има ова, а нема ова, мислам, тоа е нормално дека они прашува, и тоа е добро. Да, тие се дружат меѓу себе, нели? И да споделуваат што И имаат, нека. која како има Ама во својот. тоа го имаш и у другите групи го имам јас. Зашто Така. ова јаде ова, а ја не смеам? Например, нели? И ја викам, слушај, ти имаш своје, држиш се своје, а другата има своје. Нека се држи на своје. Затоа тука има секој своје. И ако давам нешто заедничко, што можете заедно да јадете, јас знам зашто го давам. И тоа е моја тајна. Ја не можам сега мојот концепт да ти го кажам. Така. Не би било тоа. Океј, ја имам свој концепт е направен така и само така функционира, не функционира другачие. Затоа понекогаш кога имавме, може да се менја ова, може да се прави ова, не може. Иначе нема да имаш резултат. И после што ќе биде након 3 месеца, резултатот нема да биде оваков. Ќе биде другачие. Тоа што се знае дека Да, ма и колку се придржувале, например, што пак ја кажам со вежбањето, нели? Знам да не дојдам на тренинг, нели, знам да сликам, а дали го јадам и дали сум извежбала кога не сум била присутна на тој тренинг, нели? Јас им давав домашна, како ти што им викаш, нели, сликајте ми, колку они го изеле тој оброк и колку они извежбале дома, тоа е тоа што мислам дека кај сите беше најважното нешто и одлучно за овие резултати кои што си ги добиле. Дека според мене дека ако самите не се принципиелни за она што се нафатиле да го сработат или да го средат за своето тело, мислам дека јас и ти неминовно е колку сакаме да се трудиме. Нормално. Така. И пак можам да кажам дека јас од моја страна што сум видела дека има добри резултати, они тоа што јале, ако го сликале го јале, било окей, тоа ми е тоа на вага, ја на тоа на вага го гледам. Дали е направено или не е направено. Не можеш ти да јадеш 10 дена што сакаш, еден ден да јадеш моето и да видиш да имаш резултати. Не иде. Така. Okay. Кога веќе спомена вагата, ќе кажам дека постојат 2 ваги во целиот овој проект. Така. Првата вага е вагата на Синерџи. Со таа една вага се снима од првиот ден од кога почнавме до последниот ден. Втората вага е вагата на секој кандидат дома, каде што се сликаат и испраќаат податоци на Клаудија, од оние кои што можеби и денеска се вклучуваат во шоуто, кои можеби нели не знаат. Клаудија не живее во Македонија, живее во Палма де Мајорка, постојано е во комуникација со нашите кандидатки и треба неа преку нели видеоповици, преку комуникација, преку фотографии за тоа колку килограми нели сликајќи ја вагата и во текстот кој колку килограми си имнал. Нас не интересира вагата која што имаат дома, нас не интересира веродостојноста на таа една вага на која што се мерат од почетокот до крајот нашите кандидатки. Нас ни е битен метрото, кој што го дава од почетокот до крајот на шоуто. Метрото од Синерџи,
Која е трета сезона кој го користиме? Да, трета сезона, значи, да. Тоа е. Ај, Да го вагата ќе менуваме се наврно, добар никако така срекино митро ние. И местото е истото, кое што веќе трета Апсолутно. сезона во Синерджи е визицирано само за тоа мерење. Затоа кажувам, резултатите кои што и денеска ќе ги провериме, прегледаме, оцениме, процениме, се резултати кои што се од вагата во Синерджи и од метрото кое што е од таму снимено. Чисто да знаеме. Се би сакала за секој кандидат по нешто да кажеме околу изборот на кандидатите. Како човек кој што го организира ова шоу трета сезона, морам да кажам дека оваа сезона некако беше позабавна. Од причина што некако така женска енергија. Кога подготвував, многу се мислев дали да бидат мажи, жени, што да правиме, како да правиме, затоа што во изминатите 2 сезони победуваа мажи. И некако тоа е нормално затоа што нели машкото тело, особено и вие двете најдобро знаете дека кога мажот ќе исклучи алкохол, кога ќе исклучи леп, благо, газирани пијалоци веќе видно што даваат и се видливи резултатите. Хормони каде што многу побрзо слабеат од тука се хормоните на жените. Многу потешко. Зборена се, скоро секоја втора или трета жена во Македонија има проблеми со тиридната, има проблеми со диабетес, има било какви други проблеми од било која причина, така што сето тоа дополнително прави за да процесот на слабење оди многу поспоро за разлика од мажите. Затоа одлучив оваа трета сезона да имаме жени и морам да кажам дека не сгрешив затоа што имавме од почетокот до крајот навистина позитивна и преубава енергија. Таа енергија сигурна сум дека се пренесува на екраните затоа што имавме 6 прекрасни дами како што Еми ги нарекуваше лавици. Нашите лавици секоја беше посебна, различна од другите, но мислам дека некако со вистинска причина во шоуто. 6 беа на различна возраст, генерацијски комплетно различни, по карактер се 6 различни, а сепак кога ги споивме во еден проект, функционира фантастично и да ги поздравам и да им честитам за тоа што си кликнаа едни со други и што после вежбањата и после снимањата тие се друже, остануваа помеѓу себе, да се контактираат, кажуваат како и после тоа кога ќе дојдат дома по сати прават муабет на телефон меѓу себе, се споделуваат многу тајни и така натаму и чинам дека го постигнавме вистинскиот ефект кога станува збор за нашите кандидатки. Затоа што изборот е фантастичен. Тука мислам дека не изгрешивме трите кога ги биравме, нели? Не, мислам дека не воопшто. Мислам дека за оваа сезона дека беа баш така некако одбрани да јас ностоп го кажувам таа универзумот ги спои овие 6 жени заедно да бидат од некоја причина. Така. Ајде да видиме се причината една по една. Така? Од која да почнеме? Еве морам да ги покажам. Ова се оние од секое снимање во изминативе месеци како функциониравме и ми се тоа го евидентираше на низин начин, така и ми. Токму така. И имаме навистина детали околу, извини ако ти ги измешав. Не. Имаме детали околу тоа кој колку како ослабил. Да, ова си остана веродостојно, на секој еден лист си беше 3 месеци, 90 дена запишано, само препишано, вака убаво фино културно, да се знае, да имаме малку поубава евиденција. Ајде, не знам, со Јана е тивката, секогаш некако на крај ја остававме, јас во случајов, не знам, не забија Додиме последното место, ај вака, обратно. Може ли? Може. Така? Може. Виолета. Може. Нашата Вики. Нашата најстара. Вики има 61 година, е нашиот од оваа сезона највозрастниот кандидат. Да, највозрастната. Една позитивна дама, една прекрасна дама. Интересна дама. Таа и уште на почетокот онака некако се издвојуваше од сите кандидатки. По начинот на зборување, по начинот на насмивката, по таа некоја видрина која што носеше во себе, некоја низина лелејавост која што е интересна, низина спонтаност која постојано проявуваше низ сите месеци и мислам дека е задоволна од резултатот кој што го има. После самото тоа кога зборувавме нарече, Јанкица, знаеш што? Намалив многу фустани кои што ги носев, бидејќи нели таа уште во првиот ден кажа дека знае да шие, така што ги пресушила, им направила некој нов
изглед на делото кои што ги има направено и сум посебно задоволна од тоа што Вики се вклучи во проектот, даде еден свој ефект Токму и така. даде Многу резултат интересен. во килограми минус 14 килограми. 14,3. Да. Да. Дали сте задоволни од успехот кој што го покажа Вики со своите години? Јас ќе се надоврзам на твоето, дека Вики можеше многу повеќе, но бидејќи има проблем со кичмата и со колената, јас и препорачав и понатаму да пешачи, тоа што Клаудија на сите им го даваше, да вози точак, но незиниот оној првиот велосипед кој што го имаше, да го замени наместо за електричен за вистински велосипед. Класика. Токму така да малце се помачи и имам една препорака која што, нели, јас како дипломиран професор по физичка култура, според Body Mass индексот, кој што го напоменав неколку пати, дека и препорачувам топло за да стигне во нормалата да ославе уште 17 килограми. Добра. Значи на тие незини 14 плюс 17 Плюс и уште ќе биде 17. совршена. Може. Треба уште, да. Има работа, да. Јас кога почна она вика ја не можам да пешачам, ја не можам да одам, ја не можам, се беше ја не можем. И ја рекла кога не пешачиш не бива. Мора да се пешачи, мора да се прави кардио, мора да се оди. Најдобро е на сабајле, кога ќе станеш, дојди туш, доручак, дама, брате, драги. И така она и почна. И после вика, па не сум знала дека ја можам. Така. Ја, ама ако не почнеш од негде, како ќе знаеш? Мислам, од негде мора да се почне. Нели? И наравно, ако не го прави никош, нема таа навика и да стане и да оди, ако некој не те гура, почни, прави, покушај. Да, им фалеше на сите тоа, дека на сите требаше некој да ги подбутне Да, и дека на сите да. им фали дека помош, да Да, кажам. точно. Дефинитивно. Така. Второпласирана. Марија Неделковска-Гергиева. Марија е, да ве потсетам, една дама која што вие двете бевте исплашени, особено Еми, Не која бев дури никако ми исплашена, викаше, ама сепак. па не знам дали да ја земаме, затоа што Да. има нели многу состојби кај неа на кои што треба да се внимава, особено дека после сообраќајката многу здравствени лекарски интервенции и така натаму. Да, И на Марија крај има- одлучивме дека Марија ни е одличен примерок на една група на луѓе кои и покрај сите здравствени проблеми дека може да се надминат со здрав начин на живот, со спортување и со здрав начин на исхрана. И кај Марија има резултат, навистина. Особено вака визуелно, па ќе видиме. Да, визуелно Марија има визуелно. вака, бидејќи е ниска и дури пониска од мене, Да. многу повеќе се познава некако за разлика од останатите. Да. Да, и она што го кажуваш можеби не исплашено, ама моето искуство некако беше дека со Марија требаше стварно да се работи индивидуално. Мислам, зборувам, со сите 6 се работеше, но сепак, како што викаме, еден на еден индивидуален тренинг е сосема нешто друго, каде што требаше да се обрне внимание. Првите месец дена со Марија беа навистина тешки во сала, затоа што ние учевме да одиме, што би рекла јас со Марија. За на крај Марија да работи вежби, степерот беше приоритет, каде што прво степувавме на празно, па на мал степер, па качувавме висина на степерот, каде што Марија покажа дека може и да трча на трак. Не знам, тоа гледачите го немаме документирано, ама јас ќе ја снимам и ќе мора да го видат и тоа гледачите. Во иднина, во следната сезона, дека Марија ќе трча на трак, иако викаше не смеам одвај ќе одам и да танцувам, а не да трчам на трак.
И интересно е тоа што кај Марија на почетокот дискутиравме за да и воведеме пливање. Да. И потоа кога се направи проценка, сватевме дека може апсолутно да се биде во теретана заедно со сите учеснички и да ни го Да да не ни ја отстапуваме, да не ја двоиме и да ни отстапуваме до Ја мислам базичен дека концепт кој што она сама го била имавме. уплашена од самата себе. Кога дојде, јас имам ова, не дека нас не плаши, него она сама била уплашена. Да, И ма сега кога ти ги ние- кажеш тие диагнози некако на некој што не те познава, реално и ти од другата страна ќе речеш нели сепак. Ние имаме респект, Точно. момент, окей, Сепак тоа е консултација ќе и те доктори земеме и се. и ќе видиме што ќе правиме со тебе. И по она што сте И земале дека- и што сте направиле со неа, има изгубено минус 16,5 килограми. Браво. За 3 месеци е исто така одличен резултат. Мораме да Токму кажеме, така, нели? да. Идеме со следната. Јана. Јана е една тивка, позитивна, мила и каде што нема никој во екипата која што не ја сака и така никако не буди никои такви убави топли емоции кај него. Јана е многу дружелюбива, знаете изненади понекогаш со никој коментари, со ништо така. И е лик кој што е исто така идеална за во шоуто. Сметам дека супер што ја вклучивме. Прво е мајка на 3 деца, супер работи. многу обврски, И работи. да, и која доаѓа на тренинзи, беше доследна до она што и се даваше како режим и е исто така една убава позитивна личност која што даде минус 16,7 И морам килограми. да кажам дека беше една од тие што мислам дека еднаш треба да ја смена нешто. Еднаш. Значи никогаш не се бунеш, така, во однос на тоа што како и беше дадено За за... Јана не беше воопшто тешко затоа што Јана знае да пости. Она Да. никакви проблеми немаше со ништо. Така да кога постиш, тоа. Да, со Јана ги почнавме точно на великденските пости. Точно така, да. Дури тогаш во првите снимања кога снимавме во ресторан, порачувавме постно поради низиниот режим, односно поради постот кој што го држеше. Петровденските пости се актуелни. Токму Така што навистина режимот нема кај никаков Јана беше проблем. така повеќе Она е- медитерански. Она е топ. За тоа е, за не да се работи, е многу едноставно. Слуша. Многу, Да. Еми? Руска крв? Многу. Кај тебе Јана се случуваше да дојде и со синчето на Да, тренинзи. знаеше и многу ми се допаѓаше моментот. Тоа се случи ствари кога завршија со училиште. Ме замоли на 2 пати, од кои што тие 2 пати еднаш кога го донесе. Таква среќа не сте виделе од дете кој што се израдува. На мене, мислам, секоја чест на Јана како ги има воспитана незините дечиња. Јас за Јана не знам што да кажам. Пак ја кажам, она руската си го имаме. Војник е Јана кога треба да слуша, но обврските кои што дома ги научила сите да ги подреди и да нареди се и како вика мајката последна. Мој совет за Јана е, Јана, прво ти гледај се, па потоа сите ќе бидат здрави и живи, не се секире, ништо нема да им биде ни на децата, ни на сопругот, но сепак Јана треба да продолжи да се грижи бидејќи и работа, и вежбање, знаеше да отсуствува од тренинзите, но знаеше да, како викавме, да памтиш на видеото, каде што не пешачеше надвор, немаше време, пешачеше во молот, каде што работи, во Diamond Да. Mall. Да. Значи, пред работа, дошла 1 час, и врташе кругови во средината на молот и праќаше видео дека не можела надвор, немала каде, ама барем тука. Барем искористила никаква Токму така. мощност. Браво, Добро. Јана.
Следната е една дама која што треба во една таква група да се направи, да мора да има некој кој што е таков како се издвојува како бунтовник, некој кој што се издвојува и како лидер, некој кој што така ќе влече на некоја страна, некој кој што знае да не се штеди кога нешто не му одговара и така натаму, ама и да попали кога нешто е како што треба. Тоа е Ивана Миловска. И тоа е можеби поради тоа што е најмала во групата. Можеби поради тоа што да. Но навистина секогаш знаеше да направи некоја оригиналност во поглед, дали со некој коментар. Оригиналност и во поглед на држењето на режимот, и во поглед на вежбањето. Да има никакви изговори, да има никакви, како да кажам, негодувања, никакви пофалби. Беше искрена. Да кажам, Ивана е лик кој што да го немаше, ќе требаше да го измислиме. Да. Ние не го измислевме, ние ја имавме. И сум присреќен што беше во оваа трета сезона, морам да кажам. Ивана симна 18,5 килограми, иако лично мислам дека беше надежта кај вас двете. Да. Почетно кога снимавме, вие рековте најмногу резултати очекувате кај неа, затоа што е најмлада, затоа што е најкрупна, затоа што очекувавте дека ќе биде најдисциплинирана. Да, не само дисциплина, туку мислам дека некако најбрзо според режимот на Клаудија, иако Ивана има инсулинска резистенција и тргна со таа приказна и се, дека ќе биде, како викам, не се смислам дека најмногу ја сруши во целиот овој проект неспиењето. Да. Мислам дека тоа и најтешко и беше и нервоза и токму така неспиењето секогаш создава нервозите у луѓето. Да. И јас мислам и вака ќе би препорачала на Ивана. Ивана почекај уште неполна година, малата Ана да ти порасне, па да те видам тогаш во право светло. Да. 3 месеци, 90 дена, Клаудија, Еми, тешко тебе. Мислам, ова е мој совет за Ивана. Ивана можеше многу повеќе. Да, многу. Затоа реков, некако очекувањата беа дека нели Ивана ќе даде најдобри Иако резултати. за тоа стомакот го симна. Да. Ама на почетокот ја реков, ќе има малку кога имаш мали деца, затоа што не знае, малите деца и некојаш се болни, некојаш не спијат и ти не спиеш и има тука Да, нервози. мајката е секогаш со децата. Апсолутно, Нормално е, апсолутно, тоа е секогаш е нормално. тоа така. Сега, да можеше многу више, да. Ама може увек да се врати Токму и да така. биде оно како што треба да биде. Кога ќе се спомне Ивана, некако виднаш ми уди онака да направам свич на бити. Некако така ми Ивана и доаѓаат Бети? како во пакет некако да се пронајдат. Йинг and Yang, Да, Онлија и Станлија. Ајде уште нешто како беше оние... Ово ќе ми текне. Не мора да... Цртања. Ивана и Бети, убаво кажам. Да. Ивана и Бети, ама таква некоја споредба правам затоа што они две колку што се сакаат, толку знаеат да си префрлат една на друга и многу ми е мило што останаа доследни до крај и дека двете станаа многу добри другарки. Тоа е добро и за Бети. Да. Тоа е добро и за Бети. Бети има 42 години и Бети намали минус 22 килограми и визуелно исто така изгледа многу. Токму така. Вака Бети, според резултатите мене на има вице-шампионската многу добри позиција. резултати и секоја чест на Истрајноста. не само пешачењето на Клаудија, оние твои 5 километри еден час. Кај Бети знае да бидат и 8 и 10 километри. Пети многу пати пешки си одела, тоа се 12 километри во еден правец. Да. Знаело да биде пешачење наутро и навечер, бидејќи нели имаме заеднички групи каде што следиме, гледаме. Тоа е добро и доваѓа на Бети затоа што ја мислам дека незе и треба пешачење. И звук Психолошки, ментално. Да, ментално и
физичка тоа се знае дека треба начин не би дошло. Влие на позитивната енергија. Да, ама Бети нема испуштено тренинг, ја би Вики ќе ја спомнам тука, некако, ама Бети значи нема испуштено тренинг, доследна за вежбањето, дала секогаш се од себе, дисциплина за неза топ. Мислам, она ми е мене некако човек и најважното нешто јас како тренер, кога ќе дојде некој клиент кој што прв пат влегува во фитнес центар, кој што прв пат се соочува со вежбање, човек кој што ја засака тератаната, да кажем. Така. Ги засака теговите, го засака вежбањето. И кое што еве сега неколку дена не доаѓа како завршна, нели, да се спремиме финална вечер, финален ден, подготовки, пазарење, се. Бети вика, леле, кога ќе почнам да вежбам пак, не може. Значи тоа е тоа, да го натераш човек да засакаш, да се грижи за своето здравје најпрво, а после се останат. Така е. Тоа е супер. Love you. Значи, Бети како вице-шампион е 42 години, 10 години после неја е Светлана Манева на 52 годишна возраст, се пријави во шоута. Не знам чив дали беше на име или на Клаудија коментарот, беше она е војник, она е полициско лице, она може да покажам најдобар резултат, затоа што знаеш студно че се биде. Да, јас тогаш ја потполнав и да се биде на почетокот, да. И навистина е така. Тоа го докажи во шоуто. Беше истрена, издржлива, беше борбена, ја пративме на море отиде во Турција да си во all inclusive хотел и да јадеш тоа што ќе ти го пише. Ultra inclusive. Што ќе ти го пише Клаудија. Да, тоа беше Тоа е успех. Да. Навистина е така и покажа најдобар резултат досега од сите учеснички, тоа е минус 24,3 кг. Што е исто така. Тоа е реално за мене феноменален резултат, иако на вежбите, значи доаѓаше секогаш на тренинзите. Една недела, што би рекла јас, одмараше, уживаше, иако и таму знаеше да плива, но знаеше и да ужива, но даде се од себе. На Клаудија тие 5 километри тоа пешачење знаеше и да го ескивира, ама во сала мислам дека беше најдоследна на она што беше кажано и склопот на твојата искрена Клаудија, склопот на вежбањето, мислам дека допринесе да Светле таква каква што е, војник по душа, дисциплинирана жена. Јас капа и симнувам дека до крај издржа машки, што би рекла јас, на се она што и беше кажано и можам да кажам дека Светле и Бети некако ми беа двете тука негдека со борбеноста, која помалце, која повеќе, но патот го водеа двете заедно. Можам да кажам дека и двете се дружат меѓу себе исто така, за поддршка. Да. Но всушност сите се дружат меѓу себе. Тоа е интересното во целото. Да, но сега збориме онака малце по-блискост, да кажеме повеќе или помалце, но некако Светле ми беше човекот кој што јас иако и мислев дека Ивана дека Светле некако ми беше баш на дисциплина. Стануваш са вајле доручек, доаѓаш на тренинг ручек, спремаш дома вечера за сопругот, јадеш што ќе ти каже Клаудија. Тоа и што рековме на почеток, тоа она е војник и така ќе биде, и тоа е така. Војник е ти тоа го имаш. Јас сум горда на нејзе, искрено. Тоа го имаш од тебе и не може да се менја, таков е човекот. И ајде кога отиде на одмор, ме викна, идам на одмор, сакам да се слушнеме, да ми кажеш што, како и се слушнавме и објасни. Да се прилагоди минито, согласно нели, така е.
Кожувчанка, твојата омилена минерална вода. Природна и освежителна, сега со неодоливи вкусови. Кожувчанка Велнес со природна арома на портокал и ѓумбир. Кожувчанка Актив со додаток од гуарана и женшен. Сите потребни витамини. Во ново, поинакво задоволство. Од Кожувчанка. Биотек поликлиника. Врвен медицински тим. Современа диагностика. Брза и професионална услуга. Доверба и квалитет на едно место. Вашето здравје заслужува најдобро. Во центарот на градот, студио Cut and Cut. Твојата природна изворска вода во умна амбалажа. Таа е 100% рециклирачка. Мислиме на природата, на иднината, мислиме на тебе. Изворска. И сега на крајот, моето прашање. Дали вие сте задоволни? Јас сум презадоволна од сите кандидатки. И пак ја кажам дека им стојам на располагање, како и секогаш, така и оваа сезона, дека што и да им треба за понатаму совет, дали ќе се одлучат во Синерџи да вежба, дали на некоја друга место, дека секогаш ќе им помогнам и дека мислам дека тука и не треба да запрат, затоа што кажав дека и на секоја индивидуално ќе и кажам посебно, според мене и според она јас како тренер, колку им препорачувам во иднина дека треба да ослабат за да го стигнат на, како би рекле, нормално ниво, за да функционираат, за да после тоа симнување на тие килограми може да играат кило, две и може да функционираат на еден правилен начин на живот. Така е. Клаудија? Па, задоволна, да. И веќе резултатите ги дискутиравме. Да, јас сум задоволна, наравно дека сум задоволна. Знам дека сите од нив даваше све од себе, дека беше тешко и на почетокот знам, тешко е све. Мада и они се може и навикнати на друга исхрана, а од мене сасвим трета исхрана што и не знам ни што е, нели? И се навикнава на многу некои ствари и мене ми е лично многу мило, затоа што они сега ми викаат и понатаму ја ка правам твоите салати или ова ќе го правам или ова ќе ми остане. Тоа веќе е нешто што ти викаш, окей, ако ти остане тоа, бар нешто ќе ти остане, нели? Јас сум спремна, јас пред малку што ти реков исто на тој што ќе добие ќе дали ќе иде со мене. Тој што ќе победи прво место, ќе добија плюс исто така режим од Клаудија, така ќе го кажеме на доделувањето. И другите да видиме ако се спремни за уште малку. Тоа значи дека ти се допаѓа групата. Да, ми се допаѓа, затоа што знаеш што, сега ако ги оставиме, јас мислам дека ќе се вратат. Ќе се вратат назад. Јас мислам дека не си. Мислам дека ќе можат брзо да се Значи, од секогаш било нутриционист и фитнес тренер не идат во комбинација. Мислам, идат во комбинација вака за клиентите, ама вака. Мада сум и ја вака. фитнес тренер, не заборавај. Да, ама во оваа емисија јас се извинувам. Вие сте нутриционист, јас сум фитнес тренер. Мислам дека теориите на двете, добро, достате веќе, ајде. Мислам дека теориите на двете тука никаде ви се сопаѓаат, зошто велам така, затоа што ти ги знаеш поприватно и веќе знаеш каков карактер се, а тебе веќе искуството ти кажува една, никогаш кога никој покажал најдобри резултати, се вратил повторно килограмите. Едната и другата сте во право и ќе видиме понатаму четврта, пета, шеста, седма, осма и девета сезона да видиме како одат понатаму. Чекај да ти кажам нешто. Ајде. Имаме временска, значи да ти кажам само, ако дале се држат они и ако идат до крај, тогаш е потешко да се вратат, значи тогаш ќе се гледат у форма таа што треба да биде. Сега уште не дошло до крај. И најболje е да дојдеш до крај, па тогаш да се видиш, да кажеш, никад више нема да се врата на тоа што сум бил. А сега ако си на пола пат, да те пуштиме сега,
тука Те е. разбирам, Тука е точно. тоа. Проектот трае 3 месеци, ни трае повеќе, нели? Но некако што било дека 6 месеци е, да речеме, временската рамка кога некој би ги дал најдобрите резултати. Женски временски сме лимитирани секако. Знаеме кој е прво, второ, трето, четврто, пето, шесто место. Ги знаеме резултатите. Во утрешната емисија ќе имаме едно прекрасно дружење каде што на секој од кандидатките тие не ги знаат кој е прво, второ, трето место. Отприлика може да не го дуваат, нели, да знаат вака визуелно се гледаат, но ние ги имаме не се само меродавни килограмите, тука е комплетното, нели, затоа ги мериме лева, десна рака, бут, обем на гради, на раце и така натаму, каде што се вкупно кога ќе се измери, кога ќе се собере, кога ќе се искалкулира, добиваме одредени победници. Сето ова визуелно ќе го видиме секако со благодарение на Зуки, нашиот монтажер. Тука ќе ја завршиме емисијата, драги дами, и утре повторно од ресторан Двор до прибава место ќе имаме нашата, за жал, завршна емисија. Завршна, Морам да кажам, да. уживо. Но затоа не престануваме со дружбите. Не. Клаудија чекање во Шпанија, нели поканата се уште ваш? Јас реков дека Што? треба да дојдете. И да го пробаме тоа шпанско трампо кој што го спомнавме мислам уште во дека првата треба да го емисија, спремиш. нели? Значи- Добре, гаси камера затоа што ние ќе продолжиме да правиме муавет Карта до утре. купува.